Со Богородица стоиме под крстот. Ženo, ете ти син, ете ти мајка. Под крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му Марија Клеопова и Марија Магдалина. А Исус, штом ја виде мајка си и ученикот кого го љубеше како стои, и рече на мајка си: жено, ете ти син. Потоа му рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. Колку прекрасен чин на љубов понуди синот на Марија, додека се подготвуваше да го вдише својот последен здив. Неговата грижа не беше за него. Тој не сакаше да се само сожалува и да биде очаен. Наместо тоа тој беше загрижен за оние што ги љубеше. Прво тој се обрати до злосторникот на крстот, ветувајќи му рај, а потоа својата мила мајка ја доверува на својот сакан ученик Иван: жено, ете ти син, ете ти мајка. За овој многу важен момент Богородица ги отргнала очите од својот син Исус, за да погледне со љубов кон Иван, нејзиното ново чедо по благодат. Иван, единствениот Исусов ученик, кој остана близок со него за време на неговото страдање и смрт, и кој остана со нашата блажена мајка додека стоеше пред крстот, се сврте и гледаше со љубов кон својата нова мајка по благодат. Овој чин на давање и примање не беше наменет само за нашата блажена мајка и за Иван. Тоа беше замислено како заповед за сите. Сите сме повикани да бидеме присутни во подножјето на крстот во личноста на овој сакан ученик. Исус гледа во сите нас од крстот и ни вели: ете ти мајка, и ја повикува својата мила мајка да се обрати до секој од нас со љубов и наклонетост, гледајќи во секој од нас свое сакано чедо. Нашата блажена мајка е новата Ева, новата мајка на сите живи во божествениот поредок по благодатта. Таа е мајка и царица на новото царство и новото Божјо семејство. Ако сакаме да бидеме членови на тоа ново царство по благодат, мораме со љубов да ја прифатиме нашата нова мајка. Иван ја зеде нашата блажена мајка во својот дом, сакајќи ја, но и бил сакан од неа. Мајчинската грижа на мајка Марија за Иван му овозможи да ја прифати Божјата волја до крајот на својот живот. Ние исто така мора да ја земеме нашата блажена мајка во домот на нашите срца и да ја прегрнеме како своја. Таа пак ќе не прегрне и ќе не упати на нејзиниот Божествен син. Размислете денес за овие прекрасни Исусови зборови. Слушнете како ви зборува. Слушнете како Исус ви вели: ете ти мајка. Еве ја пресвета Дева Марија, Богородица и Царица на небото и земјата. Свртете се кон неа, сакајте и примајте ги нејзините мајчински совети и грижа. Дозволете и да ве прегрне и да ве пречека во нејзиното срце. Моја најдрага мајка и царице, додека стоеше под крстот на твојот син, единственото нешто што ти го привлече погледот од твојот син беше повикот од Исус да го видиш твоето ново дете по благодат. Јас сум тоа дете, мила мајко, и ти благодарам што ми даруваш поглед со љубов. Драга моја мајко, те прифаќам во домот на моето срце да бидеш моја духовна мајка по благодат.
Te prihvaćam kako moja carica i te molim za tvoja majčinska griža i vodstvo. Privleči me kon tvoj odbožestven sin, draga majko, i moli se za mene da go baram najmnogo od sve drugov u životu. Moj возлюбен Господ Исусе, додека висеше на крстот, твојата најдлабока желба беше спасение на душите. Од твојот крст гледаш како на мене, од озгора понизен грешник, и ми ја доверуваш собствената мајка. Ти благодарам за овој несватлив дар и ја прифаќам мајчинската грижа на царицата на Вселената и мајка на сите. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.